Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Советот на општина Кочани на 11-та редовна седница го усвои годишниот план за вработување во наредната година во детската градинка Павлина Вилјанова. И покрај забелешките од опозицијската советничка група за бројот на лица што се планирани во документот, беше објаснето дека тој не е обврска, туку законска рамка што не мора да се исполни целосно. По неизгласувањето на претходната седница на Советот на општина Кочани, не пол месец од тогаш, на денешната седница советниците го усвоија годишниот план за вработување во детската градинка Павлина Вилјанова. Сепак, пред да започне гласањето, беа упатени забелешки на документот што повторно се става на разгледување, особено за бројот на лицата што се планира да се ангажираат во 2019 година. Од опозицијата побараа објаснување за наведените податоци, при што беше оценето од и планот и овој пат не заслужува да добие поддршка. Дали таков план имаше и за 2018 година и дали се реализира или се реализираше тој план? Предпоставувам дека е по закон поднесувањето на овој годишен односно годишен план за вработување. Меѓутоа, читајќи го годишниот извештај за работата на детската градинка 2017-2018 година, не прочитав дека има недостаток за тој кадар. Цитирам, што недостасува таму. Значи, вели вака, бројот на децата по групи во 4 објекти ги надминуваше пропишаните нормативи. Тоа значи дека има проблем со воспитувачи и негователи, а тие не се опфатени со овој план, бидејќи тие се за такво вработување, за таков кадар, се во согласно со закон за вработување во јавниот сектор. Значи, барам објаснување или образложение, бидејќи навистина не ми е јасно каков е тој план со толку многу вработувања, бидејќи во градинките има 86 вработени, а има капацитет 650, односно со капацитет од 650 се мисли нели на деца. Со оглед што се најавува оти ќе се гради уште една детска градинка во Кочани, беше упатено и прашањето колку вработувања ќе има тогаш и дали досега немало проблем во функционирањето на установата со сегашниот број на вработени. Од градинката пак дојде одговор. Оти годишниот план се однесува само на лица што би се ангажирале како помошно-технички персонал и административни службеници, а наведените 13 вработувања не се задолжителна обврска. Годишниот план представува рамка, а не и дека законски мораме да го спроведеме. Значи, ние мораме оваа бројка на планирани вработени со истата бројка го донесовме планот и минатата година, значи минатата година планот е донесен и истиот се реализира по добиена согласност од Министерството за финансии преку Министерството за труд и социјална политика. Во спротивно, годишниот план не представува виза за отпочнување на постапка за вработување. Административниот кадар работи со еден референт за економски работи и еден советник правник и директорот. Ако сметаме дека ова е многу за една детска градинка со 800 деца и околу 90 вработени, јас мислам дека не е многу. Туку треба да се вработат уште најмалку двајца во администрација и уште толку колку што имаме предвидено за помошно-технички персонал, оние кои што ќе се грижат за подготовката на храна во градинката и за хигиената. По објаснувањето на директорката Серафимова, советниците со 11 гласа за и без воздржани и против го усвоија годишниот план за 2019 година за вработување во градинката Павлина Вилјанова. Исто така, зелено светло добија и правилниците за изменување и дополнување и за систематизација на работните места во детската установа. Локалните акциони групи во Македонија, за кои беше завршена постапката за основање, ги добија решенијата за формирање од Министерството за земјоделство. Меѓу нив е и локалната акциона група Брегалница, која опфаќа 6 општини од регионот. По околу 3 месеци од започнувањето на постапката за основање, локалната акциона група Брегалница од Министерството за земјоделство го доби решението за формирање. Со тоа, групата која ги опфаќа општините Кочани, Виница, Пробиштип, Македонска Каменица, Зрновци и Чешиново Облешево,
ке може и официјално да започне да работи на развој на руралните средини во подрачјето што го покрива. На свеченоста по повод доделувањето на решенијата беше речено дека со формирањето на така наречените лагови, населението во руралните средини ќе може директно да ги посочи своите барања и потреби за развој. И тоа не само од аспект на земјоделството, туку и од аспект на подобрување на руралната инфраструктура, развивање на руралниот туризам и подобрување на животната средина. Со формирање на лаговите, моделот на земјоделството отвараме бројни можности за брендирање и промоција на македонските автохтони земјоделски производи. Преку ова ќе се зголеми препознатливоста на нашите производи за домашните и странски купувачи, што представува директен економски бенефит за нашите производители на земјоделски производи. Во изминатиот многу краток период успеавме да договориме билатерална соработка со потпредседателот на владата на Република Словенија Дејан Жидан и со Министерството за земјоделство, шумарство и храна, за што сме особено благодарни. Успеавме со заеднички сили и здружени акции да го започнеме процесот на евидентирање на локалните акциони групи во регистрите на нашето министерство. Како резултат на оваа соработка во овие 10 месеци, денес имаме 13 регистрирани локални акцијски групи, кои што ќе добијат финансиска и институционална поддршка од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство преку програмите за рурален развој. Во обраќањето пред присутните, министерот Николовски додаде дека за оваа намена со програмата за рурален развој за 2018 година предвидени се 10 милиони денари. Во наредниот период, работни групи на Министерството за земјоделство и на платежната агенција во консултација со регистрираните лагови ќе работат на финализирање на правилник за нивно финансирање. В петок, 1 јуни од 5 до 7 часот наутро во Виница ќе се спроведе авионско третирање на комарците. Од општината апелираат до пчеларите на време да си ги заштитат пчелните семејства. И во Виница, како и Кочани, кон крајот на оваа недела ќе се реализира првата фаза од овогодишната кампања за уништување на комарците. За таа цел, општина Виница ги известува граѓаните дека авионската дезинсекција против возрастни форми на комарци на подрачјето на општината ќе се одвива на 1 јуни 2018 во раните утрински часови од 5 до 7 часот. Исто така, од општината апелираат до пчеларите навремено да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелните семејства. Доколку временските услови го спречат извршувањето на дезинсекцијата, истата ќе се изврши следниот ден, која ќе бидат поволни временските услови. Авионско третирање на комарците истиот ден ќе се реализира и во Кочани, за што веќе Канал 8 информираше во информативната емисија Вести. Употребата на тутун придонесува за 12% од смртните случаи кај срцевите заболувања. Се одбележува светскиот ден без тутун 31 мај. Употребата на тутун и изложеноста на пасивно пушење придонесуваат за приближно 12% од сите смртни случаи кај срцевите заболувања, а елиминирање на употребата на тутунот може да заштити милиони луѓе да умрат од срцев и мозочен удар, изјави министерот за здравство Венко Филипче по повод 31 мај, светскиот ден без тутун. Под мотото "Избери здравје, а не тутун", Министерството за здравство и годинава во соработка со Светската здравствена организација и Институтот за јавно здравје традиционално го обележуваат светскиот ден без тутун. Во Република Македонија, според податоците од Институтот за јавно здравје, во 2016 година од болести на циркулаторниот систем починале 10.920 лица, со стапка на смртност од 526 на 100.000 жители. Болестите на кардиоваскуларниот систем учествуваат со 53,5% во вкупниот морталитет и се на прво место во структурата на причини за смрт. Елена Ќосева од Институтот за јавно здравје посочи дека според Светската здравствена организација, пушачите 2 до 4 пати почесто страдаат од срцев и мозочен удар за разлика од непушачите, додека пасивните пушачи имаат 25 до 30% зголемен ризик. Возрастните лица од 15 до 64 години пушат во 46%. Од нив 54,1% се мажи. Значи ние ги следиме состојбите во светот какви се. Кардиоваскуларните болести се одговорни за повеќе од
50% од сите смртни случаи годишно во Република Македонија. Кај нас е типично дека од исхемични болести на срцето или срцев удар, како што ние популарно го нарекуваме, умираат повеќе мажите, додека од мозочен удар умираат повеќе жените во Република Македонија. Пушењето представува докажан ризик за здравјето на популацијата, ризик за болести и глобален јавно-здравствен проблем, поради што неопходно е да се преземат итни мерки за укажување на штетноста од тутунот. Со оваа кампања и со заеднички заложби на сите засегнати страни во превенција и намалување на употребата на тутун, може многу да се постигне во унапредување на здравјето на сите граѓани, која е најважна инвестиција во општествено-економскиот развој на секоја држава. Министерството за здравство заедно со владата годинава одлучиле програмата за превенција на срцеви заболувања да се дополни со 5 милиони денари. Концерт во Виница синоќа одржаа учениците по соло пеење од Средното музичко училиште Сергеј Михајлов во Штип. Оперските арии од Менделсон, Бах, Чајковски, Бизе, Ардити, виничани имаа ретка можност да ги слушнат и доживеат во живо, благодарение на настапот на високоталентираните ученици од Средното музичко училиште Сергеј Михајлов од Штип. Одржавме концерт по соло пеење на познати оперски арии, како и соло песни од германски изведувачи, како и руски изведувачи, доста познати дуети. Многу ми е мило што оваа вечер во Виница имавме љубители на нашата убава музика. Гледам дека имаше полна сала во Домот на културата. Започнавме мини турнеја во Струмица. Денес бевме во Виница. Наредниот концерт ни е завршниот концерт на годишниот концерт по соло пеење во класата на професор Катерина Станчева и во класата на професор Виолета Арсовска. Значи заедно си ги одржуваме концертите. Сега следува во Штип. Многу добар потенцијал, одличен кадар, одлични ученички, големи таленти. Се надевам дека понатаму ќе ги следи успешна оперска кариера. Сања Димова, Марија Ѓоргиевска и Адријана Петровска се ученици во трета година по соло пеење, но за нив талентот е стартната основа во надградба на својот потенцијал. Тренинзите и режимот на исхрана мора да бидат секојдневни. Пред концертот не смееме ништо да форсираме, нема пеење, нема говорење, значи имаме посебен начин на дури на исхрана. Значи, треба да се одмара гласните жици, како и спортистите ни имаме режени начин на живот, особено во толку богат период со концерти. Секако треба да се внимава за да целата енергија и сила ја потрошиме на сцената. Од една генерација ученици по соло пеење излегуваат во просек по тројца матуранти, кои од тука веќе музичката кариера ја насочуваат претежно надвор од државата, но со многу работа, љубов и упорност. Концертот во Виница се одржа во организација на Домот на културата Тошо Арсов. Покондирена тиква и Ана ја чекала на вториот фестивалски ден, како и куклината представа Снежана и џуџињата, беа представени пред кочанската јавност како дел од годинешното 55-то издание на драмскиот аматерски фестивал. Според програмата на годинешното 55-то издание на драмскиот аматерски фестивал на вториот ден на сцената на Центарот за култура Бели Мугри беше прикажана представата Покондирена тиква во режија на Уна Николовска, а во изведба на актерите од училиштето Раде Јовчевски Корчагин од Скопје. И во вториот вечерен термин играше представата Ана ја чекала во режија на Тијана Петровик, во изведба на актерите од Домот на културата Радивој Увалик Бата од Прокупле, Република Србија. Во дневните представи на третиот ден од фестивалот напладне играше куклината представа Снежана и џуџињата во режија на Весна Гагаловска, во изведба на учениците од основното училиште Тодор Ангелевски од Битола, кои што ја наполнија салата на Центарот за култура Бели Мугри. Обработуваме еден проект кој што го реализираме на годишно ниво, Магијата на мојата лектира, и по една лектира вршиме адаптација
како драмски текстови, ја изведуваме како представа, театарска представа, сега имаме комбинација ликови и кукли. 8 години се дечињата со 9, но воодушевени. Искрено еве малку од подалеку од Битола, но презадоволни со кеф и сакаат да глумат, сакаат да се искажат и сега на ова возраст мислам дека полесно му е да се искажуваат преку куклите, преку ликот што го глумат, преку куклата, а и малку е зголемена волјата, желбата за да се читаат лектирите. Малку проблем ни е во основните училишта да се натераат децата да читаат. Сега со ова, подетално малку, со поголема анализа ги читаат лектирите, за да може да го пренеси ликот што го глуми. Вечерва во 20 часот на сцената на Центарот за култура Бели Мугри ќе биде одиграна представата "Каде ми се другарите", работена според "Парите се отепувачка" од Ристо Крле, "Чест" од Васил Илјуски и "Печалбари" од Антон Панов, во режија на Саша Нацевски, а во изведба на актерите од театарот од Прилеп. А во вториот вечерен термин во 22:15 игра представата "Адвокатот Патлен" во режија на Слободанка Чичевска во изведба на Младинското драмско студио Парличко од Велес. Изведничка школа и обука се одржа изминатите денови во Охрид, на која покрај младите од неколку градови во Македонија учествуваа и членови на изведничкиот одред Ластовица од Кочани. Тие имаа обука за кадри за водење патроли, а носител на активностите беше Сојузот на извидници на Македонија. Изминатиот викенд во извидничкиот центар во Охрид се одржа извидничка школа за водачи за младите членови од повеќе одреди од Македонија. Меѓу нив учесници беа и младите извидници од Кочани, кои по нешто повеќе од една година од формирањето на одредот Ластовица веќе имаа поголем број обуки. Носител на активностите беше Сојузот на извидници на Македонија, кој на овој начин се стреми кон правилен и здрав психофизички развој на децата и младите, зашто секоја година организира школи и тренинзи на различни теми, што ги спроведуваат искусни и обучени тренери. Целта на обуката во Охрид беше развивање кадри за водење патроли, а учесниците се стекнаа и со нови знаења за темите како учење преку работа, мотивација, комуникација, духовност, младинска програма, одговорност и слично. На членовите на Кочанскиот извиднички одред во наредниот период им предстојат низа активности, меѓу кои е и вообичаениот еднонеделен летен камп во Охрид, што ќе се реализира во 2 смени, а првата започнува на 3 јули. За време на престојот на кампот, учесниците ќе имаат можност да посетуваат обуки за најважните извиднички и животни вештини, а нема да изостане ниту културно-забавниот живот и меѓусебното другарување. Освен тоа, за впеток, извидниците од одредот Ластовица најавуваат активност во рамки на кампањата за здрава исхрана, што ќе се реализира во основните училишта во Кочани. Следува информацијата од спортот. Женскиот фудбалски клуб Кочани доживеа пораз од 4:1 на домашен терен на пријателскиот фудбалски надпревар со американската екипа на Престиж Сокар тренинг од Њу Џерси. Гостинките имаа предност уште на крајот од првото полувреме, а нашите фудбалерки постигнаа само еден почесен гол. Како добри домакинки се покажаа фудбалерките на женскиот фудбалски клуб Кочани, препуштајќи им ја победата на гостинките од Њу Џерси на пријателскиот надпревар што се одигра во вторникот попладне на стадионот Никола Мантов. Американскиот женски фудбалски клуб Престиж Сокар тренинг од Њу Џерси, кој имаше мини балканска турнеја на средбата со нашиот прволигаш, покажа дека е подобра и поподготвена екипа, па на крајот заслужено славеше победа од 4:1. Дека ќе немаат поголеми потешкоти да ги совладаат нашите девојчиња, гостинките покажаа уште во првиот дел од надпреварот кога поведува со 2:1, а во второто полувреме постигнаа уште 2 гола и ја потврдија ефикасната игра. Женскиот фудбалски клуб Престиж Сокар тренинг претходно одигра уште 2 пријателски надпревари со Солунски Арис и Струмичка Тиверија, а гостувањето во Кочани беше поради поврзаноста на тренерскиот кадар со Македонија, односно со нашата општина. Главниот тренер и шеф на стручниот штаб Ненад Ѓоргиев има облешевско-радовишко потекло, поради што решил да ја доведе својата екипа и кај нас. Од 2006 па до денес се бавам само со фудбал.
имам моја академија во која има над 600 деца и еден сениорски тим. Особено женскиот фудбал е на високо ниво, знаејќи дека тие се олимписки шампиони, светски шампиони, па мислам дека надпреварите овде се добри идеја да видиме до кој степен е развиен нашиот фудбал таму и до кој степен е развиен фудбалот овде и во истиот момент го промовираме женскиот фудбал овде. Ѓоргиев додаде дека неговата екипа се надпреварува во ранг на третата Американска лига, што е солиден успех со оглед на бројноста на екипите и големата конкуренција што постои таму. Во моментот во сениорскиот тим нема фудбалерки со потекло од Македонија, но во младинските категории веќе тренираат две деца од Кичево и од Македонски Брод. Пријателскиот надпревар во Кочани помина во одлична атмосфера, а го судеше судиска тројка од Бугарија. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.